почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска сме тука на кеот на Вардар, во близина на оваа патека за велосипеди и ролери, која ја изградивме во мојот мандатен период од 2003 до 2008 година како еден од најголемите капитални проекти, кој потоа го прифати и градот Скопје и останатите општини во Скопје и стана препознатлив, заштитен белег на главниот град. Во исто време сакам да ве потсетам само дека на 100 метра подолу е прво изградениот скейт парк во градот Скопје, кој со задоволство и со уживање го користат младите од Карпаш и од градот Скопје. Тоа е само дел од она што тогаш го направивме. Сега сакам да кажам неколку работи за она што во иднина ќе го правиме. Спортот како една област е нешто што ние ќе се насочиме максимално да инвестираме, дел од нашата програма. Во програмата која ја имаме за мандатниот период што следи, имаме еден оригинален проект. Тоа е еден рекреативен парк во градскиот парк на површина од 15.000 метри квадратни за конјички спортови, и тоа е прво нешто од таков тип што ќе го реализираме во градот Скопје. Повторно се работи за еден оригинален проект. Неговата важност е уште поголема ако се земе предвид дека ќе може да го користат и лица со посебни потреби во рекреативни цели, заедно со пропратните површини. Тоа ќе биде еден објект кој ќе биде репрезентативен и еден парк кој ќе биде со намена како што досега нема во главниот град. Спортот останува и понатака наша активност. Сакам да ви најавам дека во програмата исто така наведовме една работа која е многу важна, еден базичен спорт, и нашиот фокус ќе биде кон тоа. Тоа е повторното воведување на пливањето во училиштата како задолжително за учениците, субвенционирано, платено од страната на општината, бидејќи сметаме дека физичкиот и психолошкиот развој на децата, на учениците е наш приоритет, бидејќи со сето тоа идните поколенија, оние кои доаѓаат после нас, ќе можат да бидат активни чинители во оваа држава. Тоа се само дел од проектите во спортот кои ги најавуваме. Спортот е фокус на нашите активности, младите се фокус на нашите активности. Затоа ве повикувам да ја поддржите нашата опција, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Здружената опозиција, и мене како градоначалник, и верувајте дека ќе направиме уште многу повеќе вакви објекти.